Уште едно одбележување на патронен празник и уште едно изненадување, јас ќе кажам, овој пат соучениците од Васил Главинов спремивте една одлична театарска представа. Ќе ни кажете како дојдовте до идејата? Морам да признам дека идејата потекна од училиштето и кога првпат ми ја соопштија темата, беше само Александар Македонски. И нели само по себе е тоа многу комплексно, особено па за во едно училиште таа тема. Затоа се одлучив да биде мудроста што го водеше Александар Македонски, бидејќи тоа се ученици и нив им треба едукација, нели? Токму тоа е представата, нашиот великан, нели, нашиот великиот Александар Македонски го имал токму тој мудрец, не само дека Аристотел бил еден од учителите, имал повеќе, меѓутоа главниот акцент бил од Аристотел и бидејќи театарот е едукација и ова е некако еден час, историски час и мислам дека ова треба да го видат барем сите училишта во градот. Задоволни сте? Да, многу сум задоволна и она што ми беше целта беше да извадам податоци кои што се многу малку пласирани, освен за оние сладокусци кои што сами се интересирале, што проучиле ништо за Александар и покрај оние познати негови дела, има тој многу, меѓутоа се фокусирав на барем половината во представата да биде од многу помалку познати факти за нас. Тој ќе им користи на учениците? Се разбира и без разлика и за нас возрастните и јас некои нешта првпат сега ги дознав во проучувањето. Убаво е да се знае, сепак е тој Александар Македонски. И толку пораки оставил, вели, јас освојував за македонците. И вели, јас на Македонија оставам вечност. Зашто да не знаеме барем дел од тоа, да не речам ајде се. Ви благодарам. Благодарам јас.